Почитувана јавност, колешка Затуровска. Токму поради видниот напредок и успеси во работата на јавното обвинителство, откако јавен обвинител е господинот Зврлевски, паѓаат во вода сите паушални неаргументирани причини во предлогот за разрешување на јавниот обвинител. Искрено очекував дека ќе имаат колегите од СДСМ доблес да ги поздрават напредокот во работата на обвинителството, кој е јасно видлив од повеќе годишните извештаи, кои се доставени од страна на јавното обвинителство. Јавното обвинителство изминатиот период стана вистински противник на криминалот и корупцијата. Професионалноста, стручноста и непристрасноста беа основните темели на обвинителството. Во тој процес голем придонес вложи и актуелниот јавен обвинител господинот Марко Зврлевски. Обвинувањата за непостапување се паушални и чисто политички, бидејќи законот е јасен, јавниот обвинител е само менаџер на институцијата. Во однос на обемот и ажурноста на основните јавни обвинителства, всушност се бележи зголемување на бројот на решени пријави во годините кога јавен обвинител е Марко Зврлевски. Во однос на одлуки по спроведени истраги, исто така имало зголемување на број на решени истраги и намалување на нерешени истраги. Сигурно ова има врска не само со организационата структура на јавното обвинителство, туку и секако и со вољата и посветеноста на јавниот обвинител Марко Зврлевски. И согласно кривичниот законник, всушност јавниот обвинител нема надлежност и права за поднесување на кривични пријави. Затоа, повторувам, оваа постапка го руши интегритетот и кредибилитетот на господинот Зврлевски како долгогодишен јавен обвинител, а за жал и на целата институција јавно обвинителство на Република Македонија. Со оваа дебата се крши изборниот законник. Жалосно е што токму пратениците на СДСМ, кои го бараа изменувањето на изборниот законник, сега истиот го прекршуваат и на ваква важна дебата тие не се присутни. За жал, не се присутни ни онаму каде што се најпотребни. Македонија гори, а министрите на владата заминале на одмор. Толку од грижата за граѓаните на Република Македонија. Но народот гледа, суди и на крајот ќе пресуди. Благодарам.